Добар дан, поздрав од ресторан Ексклузив. Продолжуваме с нашу емисију за град Куманово. Данаска мислам дека имаме нова доста интересантна соговорника, Драган Петковски, човек по функцију е домар и економ у гимназија Гоце Делчев, али стар граѓанин кој има да ни каже доста интересни работи за прошлост на Куманово. Драгане, здраво живо, добро дојде во наша емисија. Добар дан, добро ме најдов. Овако е сега, да објаснимо на наши гледачи, ти у кој дел на град си роден? Јас сум роден у центар на град, карши библиотеката Ане Георгиевски, до шах клуб. Едно време тој дел од нашу куќу, дел од нашу куќу беше сместена сладкарница, имаше една сладкарница, ако се сеќате. Тој сум ја роден. Како се викала сладкарница? Чек само те прашам, да него е држаја не Осман сладкарница или не? Не, овој што беше доле, он беше газда, испод рекламу. Исти газда беше, има сега две сладкарници. Таа е била сладкарница дел од наша куќа. Тој е дедо ми роден, тој е татко ми роден, тој сум ја роден и така и така. И секва да го спомнемо тој сладкарница, ствари кога го викаш расте, јас сум слушаја да вие постари вика, многу се ишло таму убави колачи мало. Па не знам дали то лумбе, дали Ја и тој планираше да ви кажа. Да. Ја и тој планираше да ви кажа, без да ми го поставите овој прашање. Многу убави имаше шампите, много смеле шампите, баклаве, бозу имаше многу убаво. Така да беше многу посетена. Гужва, но. Но имаше многу гужва. Па тој се шеташе, тој беше корзо пред нашу куќу. Баба ми покојна навечер, знаеш како беше, ни шета во еден правец, други шета во друг правец. Баба ми се стави со столче си седи и седи и си посматра, гледа млади никоде се шета. Вика шампите, вика како мед. Блага, али многу укусна вика. Дојде вика млади, у тајнирче вика по 2 шампите, по голему бозу, а некој вика па 2 еклера, а треќ па индијанке, па многу вика. Стварно имало избор на колачи, али стварно беше, ја ми се чини од тега, по више не сум, такво убаво бозу не сум пие, како што они праве со тие. Кад го слемате сладканица? Слушај, не ме фаќа за збор, години не знам баш тачно, ама мислам дека негде 2007 баба ми почина, негде околу 2009. 2009-2010 туја. Али Мислам дека беше од препознатлива тој е време. била, да. Препознатлива многу препознатлива. Е сега да ни кажеш како проде детство твое? Моје детство до мои 18 години беше стварно убаво. До мои 18 години имаја сам другари од мало туја, може да ги кажу, с нима како деца, нема игра што не сме играле. Ма не джелик, не соде, не... Што ти знам, све што постои од игре, порано што се бивши Југославија, што се играле, деца што се играле, нема кој не сме го играле. Тој беше Вањо доктор од Живко Чало улицу, пошто мој плац на 2 улици искачи, ја преко долни улаз на Живко Чало искочи, содели, сакаше играње джелик, Радко, еден од тие момент директор што беше на музичка школа, Јоце Касап и још некои други. Тоа е било... И што сте играли највише? Соде или сте играли? Највише соде сме играле, да кажу право, не да се фалу сега, они га тој знаев, може да ќе го гледа емисију. Јас сам бија меѓу бољи у соде, така да има сме обичај, татко ми кога дојде, мајка ми беше домакинка, татко ми работеше во општина, кога дојде од работа околу 3 сат си ручамо и обавезно на спање идесме. Сад, 2 обавезно на спање. По плане? По ручек, обавезно. Ама, успално седи, ја, како дете, покрие се кога и ке спију. Почнели да мако хрчив родителја, полак, и гледаше се 10 соде најскршени што се зема, и право, на улица. И сега соде со се играле, имаше на Дупче, на Пајку, Кумановски, така ли? Све, Сковски, Кумановски, тоа е било стварно руке овој дека. Да, У прво време олјупени се, ама после па научиване,
од кожинку, направимо тој од кожинку, тој е како заштита една. Така е. Како од заџитки што беа оние, тако е ставимо на руке, тој да не ни пуца в руке, да не ни тече крвот. А тоа е било нон-стоп. Кој е бил друг добар мајстор за соде од твој мал? Па сви су биле, ми смо по квалитет тие што сме играле 5-6 души, колку тамо 10, сви смо биле скоро на исто ниво. Сви сме играле добро. Сакме некој како му појде, знаеш? А дали се е дешавало, еве сам слушаја, вика, дојде, вика, некој добар мајстор за соде, с 3, а отиде дома с 300 комада. Све ги собере. Па можда с 300 не, ама с 30, 50 или 100 комада да кажеме, цел ден ако играе, ако му појде, може и 100 комада да донесе. Не може да го победи никој, вика. Еве, јас сам имаја, например, случај, отиду, викам, и с 10, понесу 10 соде скршени, тие што појако ги удари под парче, падне. Понесу 10 такви, орњак, понесу што си играм с njega, дојду с 50. И кога ќе дојде, ја се тие стаклени, тие ганц нови, трну ги на страна, остават тие скршени. И со скршени иду. Пада да чариш. Од 20 чекаја да некој лаштајка, вика сме го како деца, Лаштајка, да. лаштајка го вика сме. Али Да падне некој. Играте, вика, 3-4 сата, па дојдете дома, намачкате лепи мас, па назад. И тоа може да ти кажу. И тоа може да ти кажу. И тоа е било стварно тако е. И црвено солче. Стварно е тако е било. Мајка ми, колја сме порано, свиња, кој сутини, маските, стопиме и после намачкани кришко с мас, со црвено солче, буковак и бело солче, по 2 кришки од тепа, цел ден не ми текнуе за еден. Надвор. Цел ден не ми текнуе, поготово летно време, кад не сме у школа, кад сме на распис. Тоа е било што да ти. Сега, овдека на стол имамо најмалку 200 фотографии, ми ќе покушаме да ги покажемо тие доста интересантни, а има пуно интересни, од игранки, од овој, од оној. Сега да почнеме од овдека. Ја мислам дека е богат. Богат, што викав малку у друг жаргон, асортиман. Да. Сега овдека, ово е твоја генерација, кога си ти учија школу. Ово е основна школа. Може да ни кажеш овдека на слику кои се ти луѓе, мислим, кои се луѓе вие? А ја имам, пошто беше тоа одамна, ја имам, на некој ги знам имиња, ама пуно сам ги забравија. Ево кој ќе ги задржимо. Пуно сам ги забравија. Еве, например, овдека га Звонко. Еве Звонка ќе го земам прво с машничку овдека. Кој Звонко? Се гледа Звонко Визијана. Визијана. Звонко Визијана, се Школски што е газда другар. на Визијана, еден беше школски. А ајде забравимо да кажем да појдеме од учителка. Учителка ми беше Елица Стојановска. Каква учителка беше она? Па ја мислам дека дали на мене ми е била учителка, не знам. Ми се чини подобра учителка не имаше. Да. Многу беше добра. Стварно и квалитетна учителка, не само што е добра била, овако е, него и квалитетна како учителка. Пуно работи сме од њума научиле, така да за њума ме вржуе многу убави успомени. Да кажемо што од овдека, ако знаете. Ке кажу, еве га мој колега, заедно сме с njega свирели и по свадбе, Урош. Еве га овдека горе, Добро. Урош. Ту е и Чеде. Еве га Чеде, овдека, до Звонка. А напуно сам ги, нажалост, Снеже, Иванче, напуно сам ги и забравија имиња. Добро. Али битен детај за твоја генерација е да кажемо. Еве и овдека ше најма. Ово е од исто школу. Тај ми е од прво од прво деление. Ово е друга учителка, или иста е? Друга, ја прво деление учи у Браќа. У Браќа Еве учи. пише овдека, прво А, 67-ма. 67 година. Овој сликичка ми е Рада била учителка. Чекај, дали Рада Марковиќ? Не, Рада... не е Марковиќ. Како беше презиме? Добро. Добро, Така е. моментално не може да ми текне. Рада учителка, дефинитивно. А знам ги и деца, еве га Томче туја, Моме, Мики, Живко, Радован, еве га Боби, што работи у катастар. Боби. Жишка, Аха. Боби Жишка. Еве сам ја до njega. Добро. Добро. Твој татко стварно има големи заслуги за развој на музику, на градско музику у Куманово. Он е бие чланин на Соколску музику. Една голема легенда, стварно.
Да, тоа е тачно. Еве ми ќе покажеме на слику, ово е од 49 година соколска музика препознатлива у Куманово. Препознатлива. Да, тачно. Ја може еве татка ми ќе ви го покаже куде е. Така е. Ќе го покажа, ама ја како дете не го познавам без мустаки. Добро. Од како го знам за татка, он све си носија бркчиња. А овдека ми е чуден без мустаки. Не. Да. Еве го овдека. Еве го овдека тој е. И соколска музика е многу била активна у Куманово тоа време. Многу знам. Од ги знам дедованета, го знам га Перо Краљевски. Има неколку души што ги знам, Бороца Цар, од тие што е, и со мене у мое време се свиреле. Ми кад почнаваме да свириме, они се свиреле с нас. Да, Ми сме свирели уствари с нима, пошто они се постари. таа соколска музика имало многу тие познати свирачи, да ги спомнеме, Трајко Димковски Казак, Да, некој да, Киро Петковски, Кајна Методија Теодосиевски, да, наш дугогодишен председател. да, тоа се све легенда. Се се легенди за град. Највише човек што е допринее за градску музику, тоа е бија Методија. Методија. Да, он беше и директор у банку дугогодишен. Ако нема везе, ама он е Заслужен бија човек. стварно, значи, многу Да, за музику што се однаса до музика, он е бија најзаслужен, ми се чини, по мене. Нешто, ќе дајме поише акцент на овој градску музику, затоа што он е многу ги забавljava млади луѓе у Куманово тоа време. По игранки со свиреле, биле со активни на тие градски манифестации, да ги кажу, и са многу биле популарни. Дали е тоа истина? Да, биле су они како музика не су биле само музика за погреби, него су ми свечени средбе свиреле, партитуре сме свиреле, маршеви, други весели маршеви сме свиреле сме други партитуре, не е била само погребална музика. Како што некој си дрзнев се да каже дека тај музика погребална и нечев да дојде да шегнуев у музика. А ви сте наследили од татка после музику, тоа ќе покажеме некои слики дека ви сте го продолжиле тој традиција на вашата татка и сте биле многу активни у градско музику. Да, и тоа још од дете. Според твое кажување, ова е била една изварена генерација на музичари. Па мислам дека најак састав е бија тај у тој време. Мислам како е Боримо поставено. за почеток на крај на 60-ти, почеток на 70-ти години. Нема везе, многу су биле и брончено су биле, и бројчено су биле многу, и како састав су биле јаки. Кои се вдека луѓе на слику? Дали може да ни кажеш некој? Може да ја Ајде да ги не е спомнеме, проблем. само во кој да го држиме слику до него. Проблем. Одека еве га Борче Христовски, прв на кларинет. Мој професор што мене учија да свиру кларинет, он ме учија да свиру кларинет. Борче што ја продаваше у браќа Милодиновци. Да, што беше професор по музика. Така е. Борче, до njega Дедо Љубе, до njega Виде стаклорезат што имаше до Радко Лимонатко дуќанче стаклорезат. Добро. Ако се сеќаш. После Ѓоко, Горго Ѓоко, па Перо Панзо и овие други там позади не ги виду. Еве га татко ми овдека на почеток. Дедо Ване, Тошо Кец. Да, Методија Теодосиевски, Тоде Кец, не, тој е друг. Не, Тоде Тоде Кец е друг. Тој е Добро. друг Тоде Кец. Знаеш ли Тоде Кец куди седе, сега ти кажеш? Од Пурњу, Така кај е. ти оладаш од циганско сакаче, одма првата до Бандеру, тај малецка куќа сак што е напуштена. Да. На сам Бандеру, кај ќе завртиш некој циганско сакаче, на сам ќош, тај, туја седе е Тошо Кец. Да. Он е бил исто многу популарен. Да. Мислам, Ете, била славна таа е музика. генерација. Да, беше многу јака генерацијата. Уствари била, ја Ово не сум е- свирел тој време. Ово е слика на Кулесковски дуќани. Тој се види позади, да. Кулесковски дуќани е сликано. И сега ти као дете памтиш и таа музика по град ишла е, свирела е. На други места у Куманово, куде се биле они активни? За музика има многу да се збори. Да. Едно време у Куманово се одржава свој дувачки средбе. Дувачка, добро. Да. На ниво на Југославија. Биле сме гости у Прозор, биле сме гости у Вараждин, наши збртимени градови, а они се доваѓале од Вараждин, се доваѓале гости на наши дувачки средби одека у Куманово, што се одржава се.
Да. Ево, ова е слика, убава, 73 година. Туј сум ја, види се дека сум најголем од сите. Уствари најмал. Да. Најмал. Ово е Што те слика е на... привлекло ти да продолжиш по татковите? Види, још како дете, јас сум имаја можда од 8 годинке па натамо, кад малку попркна, татко ми имаше понеделник, среда и петок сум имале обавезно пробе. И он, ајде тато ќе те води со мене на пробу, да идеш да слушаш што свириме како си. И ја отиду по страну, столица наредени, седну си на столче, они си пробуев, јас си ги гледам од страна. Од тек сам почнаја да иду у музику. А куде се биле тие проби одржувани? Порано музика е била, музика беше порано, била е уствари старо Куманово, пред да се изгради културен дом, на куде Влачаро е било, там беше и Панче Пешев, там беше и стара градска музика. А ми кад почнамо да свириме, наша генерација, кад почнамо да свириме, беше музика куде е Симерони, куде сушто е паркинг, Чувена Симерони, да. куде чувена кафана Симерони, она беше како усокаче такој, а ми на ќош градска музика беше туј се улазеше, туј пробе одржава, имамо друго сопче, едно помалецко, тамо вежба смо да свириме. Да, да. Тамо вежба смо да свириме, тамо и састанци се одржава и тие такви работи. Тој беше музика, тој смо почнали. Кога дојде време да се руши тај, специјално на нас и на Панче Пешев ни направива зграду у гимназиски двор, каде сме и ден данас. Сега во кој? Кога спомнамо Методија Теодосиевски, значи стварно голема легенда. Да. Човек е бија активен у сви сфери на живеот на Куманово, и музика, и едно и друго. И финансиски е многу допринеја за Пошто музику. бија директор на банку, да. Не што е бија директор на банку, него се наваѓаја спонзори, наваѓаја тие такви работи, знаеш. Борија се. Многу е да, у негово време се купива нови инструменти, од так натама више не е купен инструмент. Тако е. Еве овдека една убава прекрасна слика, годишно собрание, 61 музика. На годишно собрание таа Градска слика. музика, еве. Татко ми е бија секретар тој време на градско музику и уедно и записничар. Он го водеше записник од Да. састанок. Од управен Овдека на одбор. слику кој е овој што чита Методија, Тошо? Ово е председател наш, да. Овој жено, не знам како се викаше, ја го познавам, само не знам како се викаше. Не може во момент да ми текне. А ово е Ѓоко Симоновски, наш дугогодишни диригент. Тако е. А ово е Драги. И он дечко свиреше, помал и он малку е постар од мене, може да 3-4 години, може постар од мене, ама он према овие други членови беше млад и он свиреше у филхармонију Скопје. А овој што е наведнат се опишува, тој ми е татко, он секретар беше у тој време. Али паралелно да надовршиме овој, Методија Теодосиевски бие председник на ДТВ Партизанот Соколано. Тамо негде 50 години до 62, после доаѓа Јаков Станковиќ, значи човек е бие активен и у градско музику, Да. и у ДТВ Партизан, све. А, Едно големо име на град Куманово. како да кажу, Големо име, едноставно многу е допринеја за градско музика. Куманово. Да, свака му част. Легенда на градско музика. Ево, ова е слика на Ѓердап. Ово е на хидроцентралу Ѓердап, до еден хотел, пред хотел. Чекај, дали сега е била пуштена хидроцентрала Ѓердап, па ви сте биле да поканати да свирите на манифестација? Она си работеше. А веќе работела. Она си добро. работеше, него бемо да го посетиме, да го видиме. Не сме го виделе. Го видиме, дојдемо да идеју, да идеме на Кладово. Тоа е у град Кладово. Да. У Кладово сме сликани, еве има слика и концерт. Концерт да вамо таму у град. Има го слика, еве го. Еве го, јас Еве, сам дај овамо, ќе го види се. покажемо и тој. Види се најмалецак таму на страну. Од сите, па сам се извлеке назад малце да се виду, иначе нема да се види, у средину меѓу А другари. кад го спомнува, кад кажа пред малку, овој дувачки оркестри, манифестација у Куманово, дувачки оркестри се били од Врањско бању неприкосновени. За свадбе. За свадбе. Да. Дали е тој тачно? Тачно. Имаше само две-три групи кои беа стални. Можда на Бакија Бакиќ бија број 1 у Куманово. Јас се сеќам многу во. Вика, не е имало свадба у Куманово да не дојде Бакија Бакиќ. Па можда не, ама свако обавезно, ако една е зафатена друго место, ако имае свадбу, друго неделја Знаеш што обавезно. вика стари кумановци? Вика,
Абе, вика, свадба, вика, кад тој време, кад се жениле сина, или кад се одавале керку, вика, абе, нема шмек, вика, ако не е бакија, труба да дуне, вика. Тачно. Да направи фешто, вика, да се запали, вика, атмосфера, вика. Мене, мои роѓаци, мои деца, моја жена, моја фамилија, едноставно, и окружение околу мене, знаеме сите како многу весел човек. Играорца, песнопојца. Ја, кога ќе го чуеше Бакио Бакиќ дека свири, мене цел, јас се цел на ежу, На брсне цел. на брсну цел. Така да многу сум га сега и они су ми некако, што знам, при срце. Најбољи оркестар за мен. После фејат се. И вика, кога ќе дојде Бакија Бакиќ, кога ќе се свири, вика, изгубено јагње, вика, 3 сата, вика. Свири, тражи ga јагње, нема ga, има ga, овој, оној. Не, најдев го на крај. Најде го на крај. Али вика, фешта, вика. Да, тачно. Стварно е бија многу голем великан на Како не, музика. како не. Он си има у свој град, таму у свој град има споменик направен у негово чест. Да, и заслужие. Има споменик, голем споменик направен како со струбо свири. Стварно е заслужен. Бие А стварно. тој време, вика, ишле со, вика, имao некоја кафана у Врањско бању или у Врање, Кичер, Да. на Нову годину. Вика, другари, вика, на работу. Тој време, знаеш како, пари имало. Запалимо ауто, вика, ајде, вика, на бањско музику. А утре на работу. Може да се провеселимо, вика, имамо паре. И дојде, вика, Бакија на Увце, пола плата, вика, отиде. Тачно. Мерак. Луѓе не су жалиле пари да му давам. Јас се многу го сеќам, не сум бија баш мал кога он доаѓаја. Така да семјето е познато, што се однаса до негову група. Стварно е бија легенда. И сите околу njega. Па имаше еден на кларинет што свиреше, не знам кој се викаше, спомнам сум го забравил. Човек од 100, можда и 30 кила. Голем, висок 2 метра, а кларинет што му беше ест кларинет свиреше на 50 сантима. Така. А века ќе дунеше, има ги негови кола, чучеци што ги свири. Значи стварно беа легенда. Али сега овој слика, ја мислам дека никој го нема у Куманово. Овој Чевлари, мислам дека овој е да не грешу пред други светски рат. Сигурно. Чевлари наши, легенда. Да, туј на тој слику е мој дедо, покојни. Он што е бија? Он е работаја кондурџија бие. Така е. Конџитрија заедно како беше онај познат кондурџија у Куманово, сак моментално на език ми не може да се сету како беше. Заедно су работале они двојца. Мој дедо и он. Овој некој е слава ли или што Не, е? овој е некој дружење, некое дружење на чевлари од Македонија. На чевлари од Македонија су сликани. Значи од Куманово и од се други градови. Да. Прекрасна слика, Прекрасна стварно. слика. Еве ga мој дедо е дека. Чекај само да не... Само момент, само да го најдам. Мој дедо е туе. На слику. Та слика е прекрасна. Он е бија Чевлар, така ли? Чевлар. Тој време Чевларство е било многу заступено у Куманово. Па Имало тоа е. Многу Знаеше како е било. трговци, да. Знаеше како е било. Луѓе су биле посиромаси, посу крпиле ципеле, посу правиле сак. Не си исплати едноставно Да. ципеле да поправljаш. Така е да Сега, што ги зборив многу луѓе тие, едини незаборавни игранки у Соколано. у Соколан, да. Еве, ова слика тој покажува се. Овде кој е на слику, да ни кажеш? Овдека на слику су мајка и татко мој, мајка ми и татко ми, и на татка ми пријатели. Сега не знам како се вика, се забрија сам ги имиња, ама дечкото студеше војско у Куманово и заедно пева на игранко. И играв танго. Танго, да. Да. Вика тој време, вика валцер, јесено лишче, нешто у Соколано на игранке, па појава се песма Девојко мала, Познати, познати. Евергрин. Да. Па Радко Чорба викаше, тие некои стари амерички, тие Евергрини, па се појале, па едно. Абе, многу е... Било Много. си е... Имало си е драж тој време. Тој време си е имало драж за тие работи. Сега вдека Ценето е било. на бугарску границу 72 година. 72 година. А вдека на слику Тито.
Да, ама на нашу граница е било, ама напишале на бугарска граница. Дека По кој повод е било? па не знам да ти кажам по кој повод е било. Одлучиле да. Сигурно некој празник. Чекај да видим. Мир, пријателство, заедно со дружење имале заедно Да, некоја соработка е било, Да, да. соработка с бугари и тој се одржало на нашу територија тој концерт. Тебе ималите одека на стик? Не, постара слика. Тоа е постара слика. 72 година. Не. Sad, мисло, јас сум бијат ако музику, али без нас подмладак што сме ние. Али у Куманово во тоа време, што го спомнамо, плех музика едно, свака свадба надвор тој кад се прави веселе, армоника и кларинет. А ово е слика од кумство наше. Татко ми и мајка ми беа кумови, у Режановци на едну свадбу. Кој се видели дека, знаеш? Па како не ги знам. Ега татко ми со шешир, мајка ми до njega, тој и две сестри на татка ми. Тетка Ленче и тетка Лила. Тетка Лила на Јоцата што ти кажува од културен дом, мајка. Аха. И на Јоцата друга мајка. Они се братучеди, кои се Јоци, од две сестри. Ово е ваша стара куќа у Куманово, ти ќе ни кажеш куде, баш сега. Па не е стара, саки ја још живу у њома. Да, ово е ваша Али мајка. од 58 година, 58 правена. Може на некој начин да се каже дека и стара више. Ти се истеколи што седи драп, па тој се каче прво десно. Прво испод драп теретану, прво се каче десно. Шаре фризер, поп Стојко покојник, куде седи, Да. челици на почеток, кои су. Но тој, јас сум близко тоја, до школа сум близко. Али твоја мала, кој што си ти израснаа, е била препознатлива и по голубарство. Тачно. Мора да го спомнеме тој податок. И тоа е тачно, и тој ќе каже, но. Еве да ни кажеш ти кои се биле познати голубарите. Еве, ќе кажу. Љубе Челик, Моме Челик, можда брат ги, професор Бибе, помалку се Да. занимаваше с голуби. Татко ми ја чувае голуби. Зашто Али е не се била паќаше Карабма- с никога. Не се паќаше с никога. Ни изгуби голуба, ни иде да ga тражи. Рази, така си беше човек. Неќеше да се расправља, да се кара с људи. Кои се биле голубите га? Масар, Пупкалија? Мастори Попкалија, и Други Дамкеш, нема, и Дамкеш. Тоа се ја чувало, али донеци највише. Овие што се врти. Зашто е Карабмала била толку препознатлива по тие голуби? Па имаше пуно голубари, забрави вампира да го спомнам, забрави Да. још некои туја. Многу на еден куп Моме, Кутрак, овој горе Мете, и на Централичко, на гимназију, на ќој што тапацираше каучи, што правеше. Па Симке, Како? Симка, Па Симка, Саша комшија, Симка, па Симка, да, комшија. да, он е многу голуби, негова фамилија. Да. Тој сум, Карабмала е позната по голубари. Много, да. Да. Оваа слика треба да се потенцира. 69 година. 69 година, овај слика, само момент, само да видам нешто. А ово исто од бугарска граница, дека су паузирале. Можеш да кажеш кои се видели на Ќе сликата? кажу сите. Ајде. Ово кој е Су биле друштво од Джамче. Друштво од Джамче су биле, овој. Добро. Многу се дружиле Симерони стални гости су биле. Чекај, Симерони од тој време викал дека било многу препознатливо по Мезалак. Да, тачно. Истина ли е тоа? Тачно, како не. Како не, па потоа они на Друго вика Мезалак и Гравче на Тавче се правило. Да, ама они су биле за Мезалак. Тај група туја си ќе кажеш ти поред. Тоа е татко ми се научере одека прв. Тоа е Киро, друг, па Ноне, па Перо Панзо, па Виде Стаклорезац, па Муте Достана. Чуе си за Муте Кој е, Достана? да. Тај со тај клапа биле. Али ја, да ти кажу, право, од овие некако најудицек ми остаѓае како оној фигура, како голем човек, Ноне. Да. Кај ќе го земеше оној Бас ќе го Бас, земеше, да. Ноне. Ама и личеше му, што? Он го испуни бас. легенда. Ќе го земеше, имаше овој стар тупанџија Дедоване ќе ќе земеше на шало, на кој земе да го качи бас на грб, а он сирома коска и кожа, знаеш, оној отвор толик на бас, знаеш, за на грб кога се стави. А Ноне ќе го стави, нема тој се... Ноне, Ќе јак го човек, стави на голем. грб, нема мрдачката. Нема. Стварно е бија Крупан човек, голем. легенда е бија. Личише му бас едноставно. Ово е сега.
Што пише дека за избори 70 година. Тоа е стара слика. Тоа е стара слика многу. Тој е една, еве, прврете само татко ми може да кажу да го потенцирам. Еве го тој е. Може и овие други да ги кажу, нека тој е Ѓоко Горго, тој е Дедо Ване, Бороца Цар, овие постари што су музичари, али не знам што е било по повод, како е било, немам појма. Штета, твој татко многу да е за музику, али млад е почине на 40 и колку години? 43. Иначе многу бие активен, многу се е трудија и е улегнал историја како заслужен човек. Па слушај да ти кажа нешто. За татко ми едно време док беше жив, док беше еве секретар, како док беше активен, он све ги организира, чекале су нови години во музику. Порано со жене, собере се со жене. Татко ми бие главен организатор за нови години. Он ги собере другари, он ги собере свите, он набавка за пиење, за астали, за чаршафи, за све што треба за дочек, све он вие главен. Големи заслуги има. Има голем допринос. Можда некој ќе искриви уста на страна, ќе каже нешто, ама да, еве, јас знам слика вика забавен оркестар Пламен 50 година, еве. Ово е легенда. Ово е слика легенда. Куде се свиреле они? У Соколано, Да. На игранке, еве га татко ми овдека, група Пламен ми се викала. Еве га на трубу, овдека каде што свири, има швапски чижме до колена. Бија многу модерно тој време. Пупе, Бране Пупе, Бранко, армоникаш, како да вика се на презиме испод сокачи, на насов сокачи седеше. Да не е Каро? Не Каро, не Каро. Бранко. Не, како да вика се... Не може да ми текне на презиме, како да вика се. Тај група су биле, али ова е јака слика. Татко ми кој годиште бие роден? Татко ми е 32. 32, да. Татко ми е 32 роден. Тоа е фактички таа прва генерација на градска музика. Не е прва генерација. Меѓу први? Меѓу први може да е после ослободење. Да, после ослободење. Од 907 смо. Градска музика е формирана 907. А ово е веројатно и Соколаново, ја мислам. Соколана, 100%. Да, он ми ја кажувае, просто кажувае ми он дека тамо се свиреле, тамо игранки су правиле. Ово е сега, не знам дали ово е у гимназија или Соколано ли ово е? Не, ово е од годишно собрание. Од годишно собрание тој е татко ми сликан со еднога комшију нашига. Бија и он довеега тој на годишно собрание. Од годишно собрание ова слика. Ово е ми се чини у театар. У театар е сликано. Еве га татко ми овдека. Тој е. У театар е најверојатно. Кој е собрание? Во имало некоја природа, сигурно. Сега, пошто ви припадате на музичко фамилија од градско музику, убаво било да ни кажете, кога се правиле, вика, свадбе. По улицу, вика, снашка, младожења, музика иде од младожењу куќу до снашкино куќу. Па после музика продолжува до кафану, не има ако сега аута, такси, ово, оној. Се е било пешки, јас се многу убаво сеќам. Се е било пешки, ама пешки е било и по кума и по старејка се ишло. Да се Значи, кани, фактички да повеќе се туре. кани кум, да се кани старејка, с музику се ишло. Да. А сак не ги видуе свадбе, отиде само на главно. Куде се правиле тега највише свадбе? У Соколано се правиле, у Кристал. Па у тој време не знам, ама ја откако знам за себе, а и сам свиреја, 20 години сум свиреја, по свадбе. Најглавни хотели што су биле, тој бил Кристал, Куба, Искра и доле пензиона. Поза автобуску станица. Еве да го... И хотел Куманово, Карши полиција. Ваш татко исто бие многу активен и у своју работу кој го работае у пожарно. У пожарно е работае у прво време, како после Беќар. Не му е било тешко да работи и у пожарно, и у градско музику, и таму... Па што знам да ти кажа, он ја бија... Не се жали едноставно, он ентузијаст голем беше.
Ево дека по кој повод ево е? Ово е кад су полагале заклетва. Та слика су од заклетва, лагајме го друга слика, го има друга слика, куде беше туја? Еве го. Еве го друга слика, куде целива знаме. Знаме га целива на пожарно. Полагав заклетва. Чека, тој тако ли е било? Тоа е иста слика. А Иста дете е било тако е, обичај. Обично си е било. Некој обичај кад се вработуеш, кад се онодиш, полага заклетва. Да. Тако е било. У тоа време у пожарно да работиш одговорна работа. Одговорна, како не е било одговорна работа. Многу. Еве го и овдека слика, негова, у пожарно обдело, облечени од пожарно. Еве го овдека. Да, еве да покажемо. Имаше еш една слика тамо покрај камион, камион да го видесмо каков беше, да го види луѓе. Ќе ga најдемо, Да ќе го дојде видиме. на ред. Интересно. Важно, прво вработување таму му е било пожар. Ево е, ти ќе ни кажеш куде е. Ово е веќе, ово е фамилија на татка ми. Ово е на 2 мај. На 2 мај у Кисело воду. На Кисело воду сликано. Ова е многу стара слика. Еве га татко ми у Капче. Само да кажемо, не спомнувам, татко ми како се вика име кому е било? Татко ми, Да. Кирил Петковски. Киро Петковски. Абас га вика се на презиме. така е. На презиме Абас га вика се, по njega и мене ме вика, ја док беше мал, Абас че ме вика. Мада се. има таму, пишуе дека у тој градско музику еш еден Киро Петковски кајна некој. Како? Киро Петковски кајна има и ваш татко Киро Петковски Абас. Не го знам njega. Да, таму Не го го знам. спомињам. Можда е многу постар и можда и... Па, веројатно, да. Ја не го знам. Не го знам кој е човек. Да го покажемо, имаше туја една многу интересна слика. Ево е. И ово е, татко ми кај работае у општина, он ја работае у општина. У прво време, кад се запосли у општина, овој су, така су биле, овај слика, кад е сликана, така су биле порежджија. Ишле су по села и су наплаќале порез на луѓе. Татко ми е бија многу познат и обожаван. Он е држаја реон на вакав денешни, вакав, винце, чинја, студена бара, туј е држаја, тај реон, туј. Така. Пуно луѓе су ми кажувале, имало и луѓе кои су порежджија биле, да не кажу насилници, знаеш, ако не платиш порез, ќе ти изведе краву, ќе ти изведе теле, зависи Има е право да ти земе тој. Има е право, ама они ги сажалуваа луѓе и викаа, дај гледајте јутре, снајди се било како, откачи да не ти зимамо стоку. Така е бија. Еве га, еден негов роѓен другар, ама нема веза албанец беше, ама тој су биле како браќа. Ибраим се викаше, еве га овдека. Еве га овдека, Ибраим, а еве га татко ми туја. Овој су колеги, собрале се некој прослав, некој поповат, некој прослав, не знам што, и еве ги у просторија на општину, да се весели, дружи се. Да. Ми со модерно време викасме за другари се кажуваме ја со моје друштво. Ајде овие алдаши, викам куди. Овој викам сексу на татка ми алдаши. Другари, шалимо се. Ово е друштво на татка ми. Негде се сликале. Бог знае куде. Не знам, не ги Па знам тачно. добро, тој време студена вода била многу активна. Па можда е. Можда и на беше се студену таму, воду, да. можда и у киселу воду доле, не знам, али тоа е друштво негово. Еве исто ова е. Овдека нешто има позади. Добро, те пишувано, те што се пишувале, не е Да. тоа интересно. Овој су татко ми и негови 2 сестри. Што се работале они? Тетка ми помалецка, Ленче, она е работала у Палас доле. У Кујно е работала у Палас. Добро. Тетка Лила е била домаќинка, не е работала нигде, а муж на тетка Лило, Таце. Таце, знаеш ga, стар на бензинску пумпу, на автопут. Аха. Може да се чуе Таце. Па може да ти и по неја. пензија ли е? Не, он е умрен, одамна е у пензија, останаја, ама умрене. Али Таце се знаеше, Таце бие еден на пумпу. Препознатливи бие на по Таце, пумпу, да. Да. На пумпу е работаја. Сега па да се вратиме на ние што ги збориме ми кумановци, тие незаборавни сетенки, песме, серенаде, веселбе.
и овдека таа екипа, а иначе во паса зноната. Абе што, овој су легенде су тој. Да. Ама тој знае што? Тој нема да не се Која е да не песма се овдека? состанев, да не падне песма, да не падне Кои шале, песни се појави вицеви. највише? Како? Што се појави највише? Па староградски песми што ќе пое. Да. Староградски песми. Еве го овдека Вера Бабалитка, позната медицинска сестра, идеше по куќи, удараше инекција на болни. Тако е. На болни Вера Бабалитка, Нонка с Живко, жена му, татко ми с мајко ми, мајка ми Филимена Петковска, ај нјума да го спомна да го кажу име, и Чичо Бране, есак не може на врне език ми од жена му како се викаше. Тој су биле, што да ти кажу, на славе кад иде сва порано, тие што си најблиски, тако, останувија сва на крај. Оставив се за на крај. И кога ќе се соберем на крај, до Сабајле песма ли сакаш, дружење. Али славето се правиле по 2-3 дена. Да, да. Кој доше, добродоше, врата отворени, пуна Добро, ама беше куќа. друг начин на идење на слава. Ке дојде се на слава, ама кој доше прв пине за мези на брзинку, веќе следеќи дојде на врата, тие први што дошле останујев си. Правим да ослободиме место на други. Аха. А сак нема, сак како на свадба. Кога иде на славу и до 1 до 2 Седи. нема искачање. Нема искачање, да. Нема искачање. Тоа е тај разлик. И многу повише се одржиле, повише луѓе су ишли. Иначе сек ради место нема шансе да ги собереш толку луѓе. Еве тоа што го зборимо пред малку за музику. Еве дека труба. Овај група е прва формирана од Куманово дувачи. За по свадбе се спрема сва. Спремила се Кој за година по е свадбе. тоа? Па ово е било, само да погледам, ово е било пред смрт на татка ми, неве годину дана. Тоа е било 75-ту година. И евентуално може и 76. Пошто И они татко су ми- ишле по свадбе. Да, викале почнава да иде по свадбе, викасва ги луѓе. Овој су на слику Мирче Дајле. Мирче Дајлевиќ. Дајлевиќ Дајлевиќ чувена. Мирче, татко ми. Денко Дајлевиќ, брат му, на трубу. Драги. Драги што седеше, карши изгоре на школу Сокаче. Добро. Карши фонтану Сокаче. И овие други позадина су све од Србија. Басисти, тие баритонисти, ромчиња. Кога спомнаваме Тие су Дајлевиќ били фамилија, татко ги Војо Дајлевиќ е бие исто легенда. И Васко, дедо му, Да, исто они ги има, су има ги по слики, од тие стари слики ги има. они су исто Да, формирале да, градска и музика. на фамилија многу допринела за музику. Да, тоа е На фамилија, да. што е истина. Мирче си почина. Ево разбира дека се, сега на коња. Ово е интересно. Ово е татко ми, у војско е служија. Чека, он е био војско у Краљевина Југославија. Не Краљевина, Титова Југославија. А у Титово. У Титова Југославија. Добро. У Титова Југославија био војник. Да, дека моја грешка. У Рашку е служија војско, бие десетар на коњицу, у коњицу е бие. Еве га многу убава слика, ово е стварно за мене, можда за друга не значи ништо, за мене ово е многу. Да. Ово ми значи многу, тај слика ми многу значи. Јас сум Ераклија исто за тие работи, за у војско сум служија стварно. Ево дека посета на прозор. Ово е у прозор у Босно, каде што беа оние диверзанти, ако се сеќате што се појавива у Босно. И нели беа загинале, командир на милиција беше загинаа и још неколку полицајци беа загинале у тој акција. И ми специјално смо биле за тој да го посетиме прозор у Босно. Таму даваме и концерти, што ти има. Татко ми беше жив тој време, еве го тој на слику. Одма до на крај прв тој е. Да. Беше жив у тој време. Ово е обичаена слика од свадбе. Добро. Ова е фамилија на око. Чија свадба е тоа? Ово е свадба на мојега братучеда. На тацата, што го збору на Пумпу, Добро. па сина жени. Еве ги тој су тетке, течовци, татко ми, мајка ми, сестри ми, братучетке, ми мали, туј еве сам ја, туј е доле, јоце, Кум, старејко, све. кум, старејко, све туја. Еве га и овдека и, кажи га, мој течо, од, кажи ги овие доле, некоде Проевски Сокак, Штукини,
Ацо Штука. Аха. Ацо Штука е една А слика. моме која- што кај тој Он ми беше течо. Моме Штука е брат, но он ми е сват. Брат, Он ми е сват, сват, ама да, он ми е течо. На татка ми братовчетко води. тега се е поштувало. Кумство иде од корен на корен, наставја се. Да. Вика, Тоа си е мора, било вика, традиција некоја. традиција. Еве га. Еве сега тој легендарно Легендарно Пожарникарско камионче, авто. авто пожарникарско. Тоа е интересна слика. Еве га татко ми тој е втор. Еве га тој е. Тоа ауто едно е било тега за Пам дали е било едно, дали имало повеќе, не знам, Да. ама ете сви се собрале, тој сликале се на njega и така е многу убава слика. Многу убава слика. тој горе од пожарно стои. Од пожарно. Горе, да. Пожарно. Да, ете луѓе, овдека има 3, 6, 10 човека. Да, луѓе не ги познавам кои Да. се биле, пошто тоа е многу стара слика. Не може да ги знам свите. Еве пак кога сме кој е твоја фамилија, еве оваа слика. Овај слика е, ова не е од фамилија, него овој су два другара, неразделни како браќа су биле. У тој време, у почеток, кога се жениле, кога почнале деца да стварат, по 3-4 годинки деца малецки. Тоа су биле нераздвоени. Чичо Русе, тетка Драгана, татко ми и мајка ми. С еве ги мои две сестре, помала и поголема, а ово е Дане. Дане на Чичо Русета синче, а овие две не ги познавам. Русе што е работа Русе? Русе работеше у Искро. Ево е некоја осмомартовска слика, мене најверојатно ми се чини дека осмомартовска дивна учителка, само го њума знам. Еве го дивна учителка овдека, позната дивна учителка. Тако е. И мајка ми е овдека, овие други жени не ги знам кои се. Тако е. А сега ти си овдека, Овдека сам тој 5-16 годинки, толку сум бие, 16 години. ти си фактички туја веќе бие интензивно А уклучен тој во веќе музика. веќе смо биле веќе смо стварно свиреле тој. Учија си, Не. гледае си. Не, веќе смо биле тој научени да свириме, све смо свиреле. У тој време Како беше свиреле. учење? Тешко ли беше? Не. Борче Христоски не е нас кларинетисти учија, така да ја имам многу убави успомени од njega. Да го поздравиме Борчите во Да го поздравим, еве, ја искористувам сви да ги поздравувам, не само njega, сви комплет мои другари, колеги од музика. Али он Еве, за кажи ги, мене, поздрави ги, кои се тие луѓе. Сви да ги кажем. да ги кажем свите. Ајде. Звонко, Љупче, Денко, Кире, Саше, Тоше, Ќазо, Кој е Денко? Чека, Денко. Денко Далевиќ. А, дале ви, добро. Он још свири, још е активен. Да го спомнеме да не забравиме у градско музику, исто многу е дае и у Соколско Денко Домановски стар музичар. Гања га викале, тако е. Не ги познавам ја, тие Да. постари не ги знам. Ја од како сам ја почнаа и тие постари што сам ги затекја, што сам малку свиреја со нима, Тако е. па може да ги каже има, а вие други што не сум свиреја со нима, не може да ги. Ево овдека една компактна дружина. Тоа исто татко ми друштво. Еве ги некако многу ми се подпреле една на друга, не знам каква е била ситуација. Па, што вика у Кумановци, вика може да си го вржале смока. Па тој вика може Да. да подпреле се една на друга, не знам каква ги е била ситуација во тој време. Да. Тој ми е татко прв туе. Ама многу ми е чудам без бркчиња, без мустаки. Сега, они наше, кад пуно овие стари луѓе, кај ќе ги слушаш, стварно кажува многу интересантни работи. Вика, дојде, вика, другари навечер у куќу, 3 бокала вино, зајац испечен, прасе, и до сабаја, док не си испие, док не си изеде, немој дење дома. Завршимо тој, тој вика право на работа. Па ќе ти кажам, мајка ми имала муке. Само не била многу другарчина. Не е сакала татка ми да га поруга пред другари. Он ја знае да се дрзне во кафано седи, што седи во кафан, ајде ќе идеме каде мене. Да. Ќе доведе 5-6 другара, мајка ми се веќе легнала. Приземја доле седе смо дневна, поина доле, а горе ми беше спално и тие работи. И дечија соба. И он ќе дојдеш и само го чукне. Чукне го само на плафон. Доваѓа екипа. Не, оно чукне го и оно да се спушти доле, а они се веќе сместиле, веќе зафатиле место. И пуно пат се така дешавало. Пуно пат се дешавало така, ама она никад не е правила проблеми, така да.
И седење вика здраво, нема станување. Какво пиење, какво едење, тој нема, тој се пржи, тој се готви, тој се работи, тако е било. Јас се сеќам многу во како дете се сеќам. Се тие алдаши што ги кажа тие. Да, и су иште на 5-6. Нека ми извиниш. Кебапчики су иште на све. У Палас и у Кујеца на Горца тој време, да. Ево ова е слика. Исто е тоа од прозор слика, од прозор од Босна. Пуно фотографии имате таму, од прозор, да. Да, и ова е, еве сам ја овдека, па еве, види се дека сам најмал од сите. Ја тега му помагаше на дедованета покојнога, он чукаше Тупан, ама Тупан беше много тежек тај. И мораше некој да му помага, од друга страна да му придржува Тупан, да може он да чука. Асистент мора да има. Мора да има асистент. И јас сум такој почнае. У прво време помагаше му за Тупан и после се усванимал музика, тој кога имаше конкурс, имamo се 5-60 деца на конкурс, јавимо се, имаше секции различити, кој баритони, кој кларинети, кој трубе, кој... Како се осеќале, ете, бисте биле едини у тој време, популарни да кажу, идете по град, свирите на едно место, на друго. Убаво осеќај бие, нели? Како не е био убаво осеќај. Па и што знам, многу убави успомени имамо од тега, од тој време. Тако да еве и денеска још се бавиме со тој. Док можеме. Што вика комоноци, биле сте на цената. Да. Док можеме да допринасаме, док сме квалитетни, ќе работиме. Штом почнеме... Да. Али, за жал, ти ќе ни кажеш дали се да ни опада, извини, штом почне да ни опада квалитет, мора да се повлечеме, не бива. Има ли интерес секој да млади за музика? Не, нажалост. Не, нажалост. Што е проблем? Покушуваме пуно пута да доведеме помлади деца. Неќе. Едноставно, и ми сме имале проблем порано, тие 5-60 деца кад се учланимо музику, јас сум довеѓао сукоп со другарчиња. Ајме, што идеш, што свириш у тој мртвачку музика. Да. Со тие зборови. И порано не можеш девојко да фатиш, ако знае дека си свирео грб. Тако беше време. И секој од тој повода, и сек деца што неќе да од тој повода неќе да свири. Али тоа е прекрасна традиција, треба се прекрасно е, негуе. ама они не знае дека ми не свириме само погребална музика, дека ми свириме и други работи. Да, идете по игранке. И весели маршеви, и партитуре, и концерти даваме, што ти ја знам таму. Они само тој слушав. А дали не е лоша, например, таа идеја, например, на некои данови у годину на град Куманово да се собере оркестар, па да измаршира ни цел град с музику, знаеш, да прошета, да свири. Убаво е тој, нели? Порано и тој имало, порано имаше, тој А за сега празници. нема тој? Сега по-нема. Намали ни се многу членство ни се намали, така да многу сме малце, некад дојдева луѓе, тој забрави да спомну, во тројца чланови имамо од војна музика од Скопје. Доваѓав овдека кај нас, кој сака понудимо неколку душе. Доваѓав овдека на погреби с нас, идев, попунуевме, така да стварно се осипаваме. Боравимо со членство. Ево во слику. Исто, исто првомајска. Првомајско дружиње. Ти кога се свиреја музику, што си најче се кај да свириш? Кој жарн на музика? Па, што знам, ја, пошто беше многу и денеска сум веселјак, присталица сум за народно повеќе. И народни песни сакам да поју, и појаја сам, пот избираме најдобар пејач работник, што ти ја знам таму, тие манифестации ги имаше порано. И некој 20 години сум свиреја по свадби. И сум свиреја кларинет и саксофон, и плюс сам појаја. Кои сте милни певачи на тебе, да ни кажеш, од народна музика, од бивши простори да вие наши македонски? Па Александар Сариевски, Никола Бадев, легенда. Да. За мене. Легенда сам. Легенда. Ја мислам дека, што знам, многу други. Васка Илиева, да не збору за женски. Петранка Костадинов. Петранка, да. Тој се стварно легенди. А за овие понаама што знам да ти кажам. Има девојчиња што Анета ми се сиѓа многу, Анета многу во А до вие стари
Тома Здравковиќ, Цуне Гојковиќ? Па Цуне Гојковиќ, да ти кажа право, не ми се многу свиѓа. Не. Како човек, како личност, не ми се. Чуја сум дека за njega многу бија препотентен, не ценија млади, не ги цени млади, демек само он и никој више. Да, он знае, друг никој не Друг знае. никој не знае и за тој некако поставо га цено njega. А иначе за овие други, свака час. За други. Овој, дали е некој нова година? Па ово е сигурно. Сигурно е слика од Нову годину. Ово е друштво на татка ми. У Соколово ли? Не, ово е лично друштво негово, а не знам куде е била, куде е бија дочек. Валјда, што знам, или па најверојатно у наши простории музички. Тоа е клапа на татка ми друштво. Да. Ја мислам дека ви треба сега да се соберете, да отсвирите некои тие стари песме, па да ги турите на едно DVD. Ипак од тој време таа музика има вредност, нели? А еве овие слики што су од француско, ми имамо и снимено. Дали го покажемо тоа? Ми имамо снимено. Парис. Еве го, ми сме И овој го еве дај. ги овие. Што сме гостувале. Овој со сликани специјално правени, траживани од француско да видив каква група смо. Еве да го покажеме овој. Дали како идеја не е лоша во што го зборуват сега? Да си направите, да снимите некоju музику, па да турите на DVD. А веќе ги имамо ми снимено овие. Тие што сме ги свиреле партии там колку 12 комада што ги вежбамо за француско. Има ли ги на DVD? Ми ги веќе имамо снимено тие. Те материјал ги имамо снимено. Добро. Што има заступено њема? Чучеци, Така е. чучеци народ. Тој су сакале тамо французи да свириме и ми тој вежбамо. Спремамо за тамо. И овој слики ни тражива да види што сме сликани у народни ношни, на спомен костурницу сме сликани. Ево, Да види каква група сме. Ајде спомнемо кои се ви луѓе на слика овдека. Па, сви ги знаем. Треба Ајде. си поединечно сите да ги кажем. Чекај само кој да Дене, го камера. од горни ред ќе почнем. Дене, Киро, Звонко, Даце, Драган Друг, Чазо, Денко Дајле, Миле, Ноне, покојни, доктор Борче, Даце, Косиљак, Чекај, доктор Борче, рентгенолог. да, рентгенолог. Да. Рентгенолог и он кларинет ги свири, Така е. Сак е у пензију, не свири више. Аце, Христовски на Борчата, на Колета, Грка, Син. син, Така. да, он. Овдека е Боби, син на доктора Борчета, Тахамана на Чазу Керка, Јосе, Трајче, ја и Гуте. Изварена генерација. Тоа сме тие гостувале 20 дена, гостувамо француски, имамо многу добри успомени таму. Чекај, еве да не испадне дека лажемо, еве у Парис слика. Да, пред Пред Ајфелово кулу. Да, тој сме се сликале за успомено пред Ајфелово кулу. И овдека имаше еш една слика имаше на Мон Блан. На Мон Блан каде сме сликани. Ево го доздолу, мисли че надолу треба да е. На Мон Блан имаме од француска сликана, од Италију, като лазаш у француско. Не, тоа е веќе Панче Пеше. Тоа е Панче Пеше, види. Аха. После за тој ќе збориме. Тоа е Панче Пеше, се со слика од Панче Пеше. Не знам кој беше тај слика. Еве, Панче Пеше, покажемо слику, еве. Видиш, ја покрај градску музику, јас сум бијат члан 10 и више години и у Панче Пешев. Чекај да прашам сега. Пуно, например, деца се запише во културно-уметничко друштво и има желја да научи да игра во едно, ама тешко иде. Дали е играње дарба или треба вежбање? Музика е специфична работа. Мора да имаш талент за музику, ако сакаш нешто во музику да И постигнеш. што вика стари луѓе, вика мора слух да ги имаш малку. Ти можеш да се бавиш. Има луѓе, ја познавам луѓе што су антиталенти за музику, а су многу упорни. Не су многу постигнале, ама гледам сака да живи с музика. Сака да научи. Ама дарба у музику ти е дарба 10%, 90% е работа. Да. Вежбање, тренинг. Еве ова фотографија. Така ова е фотографија за тие по свадбе. Чувена Куба. По свадбе што сам свирие. Тој ми е прва слика, прв наступ, прва свадба. Кад сам почнаа да свиру по свадбе. Тоа е група на Каро Старога. Каро Казанџија на Тројке Македонско. Да.
ракiju што печеше. Легенда. Тој су негов син на армонико Драган, именјак мој, па ја, појуту е, Коле Гркету е на ацета татко кларинет, Стар Каро и Митко Жибак. Митко Живарс. Да. Да. Живарс. Добро, тој време у Куба имаше експанзија. Куба. На многу групи се појавива амбасадори, овие, оние, знаеш, имаше многу. Тренд беше да има пуно групи и сега, кад има беседи, ти си бираш групу. Овај ќе ми свири, овај не. Конкуренција имаше јака. Много. И треба да обстанеш с многу работа и труд. Вежбање. У музику е 90% вежбање. Ако сакаш да постигнеш нешто, мора да вежбаш. Без вежбање нема ништо. Овај слика, прие ќе се збориме за сладкарница. О сладкарница ли За овај? сладкарница. Ова ми е на тогаш че Русета другар на татка ми, тој има керка. Ја го повикна, викам, ајде идемо, а ова е стара реклама. У реклама е спосликани. Ајде викам да идемо да куснеме по некоја колаче. Ја го викна, седнамо си туе. У рекламу. Тој ја после војско, кад се врати од војско, тај ми е слика. У рекламу смо. У рекламу, јас се сеќам кад смо иште, На имаше индијанке, Никола на паста. индијанке. Колаче многу убави беа, паста. Да, имаше ги со индијанке заедно. Да. Да, со оние две крукчиња од озгора, ако се сеќаш. Тако е округче. И кај се и пресечеш на два пати го глотнеш и отиде. Толку, тоа е слика тај. И шприцер беше убав, боза и лимунада мешана. Па само боза. Шприцер. Да. Вој, значи многу убава слика. Овдека А она исто... го начекава, тако искочила, начекава го с колачи уста. Овдека исто вржан смок. Тој не фати киша. Тој не киша, фати свиза, а овој намерно слика, кога ги се напиле, ставива шишиња уста. Јас се многу во Со скебе се покриде глава. Со скебе, да, на кишу. Фати не киша. Тој било што да ти кажа. Што се тоа време пио на што викаш шприцер много се пие? Па слушај, вино, ракија. Да, не имало тега тие виски, пиво. Не. Виски тоа. Што е виски? Виски после искочи. Да. После тоа искочи. Не, тој овие нормални пиења наши што си ги пиеме. Тоа се пиво. Ракијичка, салатичка, мезе. И се пекло ракија, тој да не забраваме. Да, обавијасно. И данаска се пече ракија. Јас си пече. Овој, тој сам ја на слику. Ово е некоја вежба. Излез сум ја на стику каде дедо ми у двор. У двор смо стикани на столче, тако дрвено, малецко. Виж како косо се ми мае природно. Да. Тој сум ја. Ово е Соколана пред парк. Ово е Карши парк на улицу сликано. Так не беше асфалт, него беше коцка. Тој година јага татка ми изгуби. Нема го у групу го нема. Тоа е било после негово смрт. Јас сум си одма почнаа да си свира по njega. Не сум свиреја народно, али тие работи што маршеви, тие така работи. Се да ни кажеш кој кад свиреја, работаја си плюс у државно и си свиреја у групу. Исплатило ли се тоа? Имало ли е пари? Тој не е било тага. Јас сум так бија 17 години овај слик. Кад смо сликани, ја так не сум работаја, так сум ученик бија, средњу. Да, али после и кад си свиреја активно? А после, јас сум паралелно и свиреја и сум работаја. Многу сум се научила. Имало ли е пари? Имало е месеци кад ја още плато не сум го вадија. Не сум зимуваја, не сум дираја плато. Од музику, да. Од музика сум се живеја. Ово е интересна слика исто, стара. Исто, другари на татка ми, тие негови роѓени другари што сум биле. По кој повод е куде сум сликани, појма нема. Ова е ставно многу постара слика. Што ве учија татко, што ве воспитуваја највише вас деца, пошто сте биле повише деца, што ве даваја правац у живот, какво ве учија? Па слушај, каде нас у фамилију никад милиција не е олегнала на врата. Нити за сестри ми, нити за мене. Каде нас ми не знаеме што значи милиција да ти дојде на врата.
Биле сме воспитани да не крадемо, да не лъжемо. Такой беше, такой не татко възпитая и майка. Такой да... И едно ми е татко, той няма да му го забравя никад. Jedan put mi u jednu priliku, sinko vika da ti kaže nešto, ovo da ga zapamtiš, da ne zabraviš nikad. Vika, koji čovjek te poštuje, koji će te gleda s jedno oko, s dve da mu vratiš da ga gledaš. Ja mislim da kad tije zborovi preživiješ sve. Да, тоа е препознатливо домаќе воспитание. Кој те гледа с едно око, гледа ga с две. Значи, кој те поштуе, дупло повеќе да му вратиш. Али Драган и мало Јас сум сега тој усадија у главу и тако се Тој понаша. другарство бе и мало и е трајало с години и години поштовање, али за жал деношно овој другарство меѓу вие деца не е тој. Не, ово е користолюбие чисто по мене. Ја мислам дека тоа е чисто користолюбие. При тие сум некои работе, у другари, у деца, у нjiно друштво и у мое друштво, док има интерес од тебе, ти си добар. Штом види дека нема интерес више, врти ти грб. Тоа е каде нас. Се гледа кроз призму на пареца. Ето така. Еве овој мотор у тој време, кој мотор е? Татко ми Шезетка. и тој, не, тој е BMW 250 кубика, 250 кубика, еден од појаки мотори у тој време. Татко ми га имае још как можда и како беќар га имае. Тој е, јас се многу љутив на покојно мајко ми што га продаде, като умре татко ми продаде га одно. Од страда не се ја утепам с njega, разбираш. Даде га џабе. Да. На цигани га даде џабе. Тој мотор, такав мотор има и комшија еден, много се други со куќни пријатели бе, му наше со каче исто. Седеше човек и он имаше исти такав мотор, само негово беше с црвено седиште, а татко ми беше црно седиште на татка ми тоа. Така е. И они србијанци, они туј седи а иначе жена му е од како се викаше село едно до Прешево, Карши Прешево туја. Како се викаше? Царавајка? Не. Како се викаше едно специфично на Славе. Качи се со татко ми качи мајко ми, он качи жена му, ајде на мотор. На Слава, на мотори по Славе. По Србија. Еден пат да ги се деси, тој беше татко ми изгледа дали е под газ бие како е било. Ајде кажемо дека денеска утепам се со мотор. Утепам се со мотор и со главу мајка ми лупне у ступче, е покрај автопуштус. Да го снимам ли тој или да не го снимам? У денешно време ти работиш у гимназија како економ и работата ти е доста домаќин, специфична, одговорна. С денешната генерација не е лако да се работи. Не е лако. И тој ќе напомни. Луѓе се специфични много. Има луѓе час и чест добри луѓе, а има луѓе што ето. Едноставно на различни фреквенции. Али се доаѓа од домаќе воспитање на деца. Така е. Денеска гледамо дека с изузеци генерација има и такви и овакви. Има луѓе што ќе те разбере, нешто му кажеш што потича од озгора, не од мене, потича од озгора. Ево ја од денешно време не може да разберу ученик кој иде у школу да не поздравја професора. Значи тоа е домаќе воспитање. Друго, не може да разберу да отиде ученик у школу неугледно облечен, меѓушке, зелена коса, шатирана, фарбана, да. Доле на физичко не може да вежбам, цел ноќ се ми играе компјутер. Тоа е некако несватливо е во однос на тој ми како сме го прошле време, како сме го практицирале, како сме се трудиле да бидеме послушни, а денеска тој га полак снемој. Што знам, јас сум разочаран од нашу младина, од нашу будуќност. Јас сум разочаран страх. Не се поштуе постари луѓе. Што да ти кажеш? Ударило се на дрогу, на пијанство,
на проституција, може да каже, и на тоа. Има и такви случаи. Али мора од дома се збори, Драгане. Ја не знам како да кажу, има едно кутре ќе земеш малецко, ќе го почуваш, ќе го воспиташ, ќе те слуша, а камоли дете, човек. Ја мислам дека све за тој се криви родители. Али денеска родители викав нема време да посвети, многу се зафатени бизниси, работа, едно друго. Ти си најде Оправдање. Не е тоа оправдање никакво. Никакво оправдање. Еве ја ќе ти кажу конкретно за моје семејство и за моју фамилија. Тоа може с гордост да го потенцирам. У вакво време мои деца денеска ја имам 2 сина. Еден син ми е доктор, живи у Скопје, работи на клинику, моментално е специјализант 5 година на ортопедија, специализиран на клиника у Скопје. Снашка ми работи у Систино, анестетичарка е у Систино. Син ми мал, ја мислам дека го знаеш, у фамосо бенд свири бубњаре, Добро. може да си имае прилику да се сретне. Колега сигурно го знае. И он е добар, заврши безбедност, германски јазик збори одлично, енглески да не зборимо, италијански помалку, шпански, сакам да кажу и мои деца се раснале у тој време. Али све тој што ти го сакна помна, тоа е успех на моја жена и на мене. Не може да ме убеди никој. Само зборење. Само зборење, работа с деца, Да. саветување, нон-стоп. Јас сум знае да не спију док не чукне порта дома. Да го пречекам дете, јас сум знае да не спију. Док не дојде дома. Па тој ќе легне ќе спију. Док не го проверу какво стање, какво е, што С е. кого се дружи, да. С кого се дружи, какво е, се сум знае ја. Али они вика, секој вика демократија, вика остави го дете, ќе се пробива. Која е демократија? Тоа е Која е да, демократија али тој? Ма јоки, не држи воду. Не држи воду тој. Нема, мора с деца да се работи и да се воспитува. А на жалост, данашни бизнисмени, новопечени наши, тато тебе многу те сака. 2000-арки, 3000-арки, 5000-арки Еве ти пари. джип, еве ти Еве ти мотор. джип, еве ти мотор, тато ќе ти купи што сакаш. Разбираш ли? Ево ти тој дете нема да виде дете. А док мои деца с 20 денара сам ги пуштаја да иде во школа да си купи едно геврече, колко да не му крчи црева да густи. Разбираш ли? Не сам ги мучија. Јас сам можда и толку и могаја да ги дадо, да ги одвоју, пошто сам ја пуно работе стекнуваја во живот. Јас сум била релативно ми е била сиромашна фамилија, татко ми се седно плату ни е ранije. Што е свирија по погреби, плюс по некој динар, што е зимуваја, што е донасаја, после ја како малеца почна, па ја донасаше по некој динар у куќа. Тој су биле пари, не сме биле многу богати. Како ќе стигна работа у гимназија? Добро не. Што знам, ја еш малку, не ми е тешка работа. Работа не ми е тешка физички, али како што напомнава, с луѓе е многу тешко да работи. Има не сакакав ков на луѓе. Да ги поздравиме сви професори од гимназија. Свите, колектив, цел колектив га поздравljam и директорку и сви околу њума, така да не се најде некој не професор. Еве сега за крај на овој разговор, пошто ти цел живот работиш с луѓе, с млади. Што би ти испрати едно поруку за овие млади генерации? Што би ги советувае? Што би ги советувае? Ја прво би ги советувае родители нив, не деца. Да си поведе рачун од деца, од малецко. Не може школа, они очекуе школа да ги воспита. Не може школа да ги воспита. Школа може да го воспита и да го научи нешто, а да го воспита не може. Домаќно воспитање си е домаќно воспитање. Овде школа може само да го надгради. Да, али они вика во школу, вика сега не смееш да го скараш, не смееш да му викнеш, не смееш овој, не смееш оној. Он е авторитет, над авторитети ученик. Тако е. Зашто он бија на некога си таму, ти не смееш да му кажеш нешто, не смееш да го А за него добро збориш. Ама он тој нега, за негов дека легнав дека скочи, он не те разбира дека ти за негово добро збориш. Чак што ако почнеш да го светиш, почнем да се смее, цинички се смее. Разбираш? Провоцирате.
провоцирате. Значи он може да ти збори све, а ти не смееш да му кажеш ништо. Еве сасим за крај што го се овој збориме да го заокружиме со овој градску музику 100 Тоа е години. монографија Прекрасна музика по повод 100 години од формирање на градску музику. на градску музику, а она комај ќе видеви 120 комај. И оваа традиција мора да се сочува, да се негуе, да се пренася на генерација, да знаев деца што е била таа музика и За Панче Пешев не збориме многу. а и Панче Пешев е многу дало за афирмација на За Куманово. Панче Пешев не збориме. Да, Сакаше да мора. потенцирам да го спомну покојнога Пецета, кореографа. Пеци е бија меѓу најболи играорци од како е формирано Панче Пешев. Да. Знаеш го ти Пецата, Така многу е, убаво, да. многу убаво го знаеш. Врван кореограф, људина од човека, што да ти кажам. Имаше многу добри играорци у тоа време. Јакат беше там кад свиреше с нима, ише смо по Маѓарску, по Италију, каде ти не смо биле на турнеje, на турнеje. Така да Еве да го спомнеме, за жалост брзо почина Радослав Цветковски и Раде Гуцо. да, наш претходни Да, и председник, човек е многу дае за музику. председник на музика. Па и таа прва генерација Дори музичар, па Борче рентгенолог, тие се први исто биле. Борчен рентгенолог се пред некое време се откажа, он више Да. остаре, откажа се, а с Дорита не сам имаја прилика да свиру. С njega не знам каде свирија он. Еве, за крај да завршиме со едну убаву фотографију, еден убав спомен. Тоа е Овој Соколана. година Соколана слави 90 години како постои. Еве, оваа е музика која е свирела на свечено отварање на Соколано. Да. Соколска музика. Да. Туе и татко ми присутен. И он е присутен туе, каде тоа е било. Легендарна. Па све Работа, материјал, све материјал легендарна работа, што имамо, да, да. материјал за музику, све е опфатен у овој монографија. Кој сака нешто да чуе, да прочита за градску музику, туја има пуно нешто да се прочита и да се види. Драгане, фала ти пуневе да завршиме со овој убав фотографију. Па овој годину, 90 години, наша Соколана си слави јубилеј. Голема работа тој за град, нели? Како не? Како не е голема работа? Историја е тоа е све. Абе многу убави успомени носи тај Соколана за нас, кумановци. Фала вишен пуда, еве, 70 и кусур минута збориме, мислам дека за музику може да збориме još 12 сата. Има пуно материјал, Со има време пуно. смо ограничени. Фала што се одозваа на покану и Нема проблем, увек ако ви треба нешто, Чисто ако ете, ви треба нешто, не е проблем. да апелираме да правите некој барем еден пат месечно низ град с музику, да свирите, да шетате. Па што знам, Деќе, Тешко ќе биде. тешка работа тој. Тој е тешко да се оствари од причини што не можеме увек да се собереме и да искочиме 7-8 души, не е тој. Не. Друго кад бемо 25, Повише, 30 така е. човека, личешме на музика. Сега нема драж едноставно. Фала ти пуно и Фала и на толку вас, фала и на вас што ме поканисте. да кажеме за Да кажем за Ваше моја богато фамилија, минато, за моја да. фамилија, стварно за жену не спомна ништо, требаше и за њума да кажу нешто. Ајде спомни бе. Требаше и за жена да спомнеме нешто. Жена ми е дугогодишно, она работи у градинку, детско градинка Агалчајче. Она е васпитачка. И она има голем допринос за наши вие. деца, за наши деца што ви напомна. И она има заслуги големи За воспитање, за да. воспитање, околу воспитање на наши деца. Добро. Он има искуство, работи од млади. Она си е с деца, она си е така, сакана од родители, од деца. Така да, Све. тоа е, тоа и она сега пренела тоа на наши деца. Поздрав од ресторан Ексклузив за данаска толку и све најбоље.